Минути за спортот, минути за фудбалот, конкретно минути за Европското првенство, кое што веќе повеќе од 2 недели се одржува во Германија. Тука со нас е нашиот стручен консултант, аналитичар и наш драг колега Боријан Бојчев, кој ги следи сите надпревари, нели фудбалот му е едно од главните преокупации во животот. Синок имавме 2 надпревари, имаме 2 нови четвртфиналисти, но можеме да кажеме за синокешниот надпревари дека љубителите на фудбалот некако стана разочарани. Особено од првиот надпревар што се. Особено од првиот надпревар, знаејќи дека тоа што вчера коментиравме како најава на дуел меѓу Франција и Белгија, двете репрезентации не се во некоја сјајна форма по она што го покажа во првите 3 надпревари во групната фаза. Така што очекувавме да биде еден потесен надпревар без многу погодоци, но тоа што го видовме навистина беше едно големо разочарување. Како да се мачеа? Се мачеа двете екипи, особено Франција која контролираше играта, Белгија немаше некои сериозни шанси, иако Лукаку проба на неколку наврати да постигне гол на французите. Навистина ако едно нешто може да се изведи како позитивно, тоа е одбраната на нивната одбрана составена од голма од Мајњан, па се понатаму од Кунде, Упамекано, Салиба и Ернандес. Тие навистина феноменално се ги спречија нападите на Лукаку, особено Салиба и Упамекано беа доста цврсти во одбраната, тие не загубија многу дуели против снажниот белгиец, така да французите во нападот продолжуваат да се мачат. Таа дефанзивна средина е тоа што ги мачи французите во креирањето на нападите. Тие играат со Чуамени, Канте и Рабио во средината. Дешам малку ја промени тактиката на вчерашниот дуел, отиде без Дембеле. Гризман беше позади Тирами и Ембапе, кои беа наистурени во нападот. На претходните надпревари во групата тој играше на стандардна 4-3-3 формација, но сега малку ја смени на 4-3-1-2 формација. Рабио беше по крилото, по левото крило, Канте и Гризман се менуваа малку по десното, но она што можеше да се примети се тие напади по десната страна. Кунде беше доста исторен, иако тој важи за поддефанзивен бек, а Ернандес важи за поофанзивен, но Кунде имаше неколку доста квалитетни нафрдувања кои Тирам не успеа да ги искористи. Сега прашање е за Дешам колку оваа дефанзивна средина и со Рабио и со Канти, со Чуамени може да функционира понатаму. Од негов аспект, знаејќи дека тој сега има многу голем тест пред него, потоа ќе коментираме и за Португалија. Тие играат во четвртфиналето против португалците. Ќе говориме за тоа, за тој надпревар, но ако добро се сеќавам, Рабио нема да игра на тој надпревар. Значи, ради жолти картони, но оваа тактика на Дешамс може да биде добра против поквалитетни противници, каде што ти треба подцврста средина, каде што играта се контролира во тој дел од теренот, така да за против посериозни репрезентации како што е Португалија, Шпанија, Германија понатаму во полуфиналето, така да за тие посериозни надпревари треба малку контрола во средината. Ќе биде многу ризик ако игра Дембеле, ако игра и Гризман, ако игра и некој по-офанзивен во средината, така да тактиката на Дешам се покаже дека е добра, иако тие со еден несреќен автогол на Вертонген поминаа понатаму. Има шанси, креира, тие можат Коломуани кој влезе од клупата додаде малку свежина кај французите. Беше доволно за на крајот минимална победа и да бидеме реални, во ниеден момент белгиците не изгледа како посериозниот противник. За крај од анализа на надпревар, Белгија веројатно својот пик го имаше пред некои 2018-та може би, 2020-та. Беа трето место своја, ако не се лажам. Таа златна генерација. Да, и кога тогаш не успеа да ги победа французите во полуфиналето, има изгледни прилики за такво нешто, сега ќе беше премногу предпоставува. Но некако како да станува таа жал за таа златна генерација без трофеј. Го заврши својот настап. Но види тоа и вчерашната не потсеќаат на себе. И вчерашната изјава на Де Брујне беше тоа по надпреварот, некој од новинарите го праша дали жали дека Белгија, таа златна генерација, не освоила ништо.
тој малку гневен, нервозен одговори на прашањето, вели дека и Германија, и Шпанија, и Англија имале златни генерации, па не освојувале ништо, така да види, често се споредуваат со онаа златна генерација во наводници што ја велат на англичаните од 2002 па и 2006 кога тука беа и Сколс, и Джерард, и Фердинанд, и Лампард, и тие ништо не освоја, но тие тогаш налетаа на Бразил на светското првенство. По истото може да важи и за белгиците сега. Тие налетаа на многу сериозни репрезентации. Таа генерација имаше звучни имиња на Англија, но никогаш не беа ни во позиција нешто да направат. Па да, добро, на зборувам на максимум им беше четвртфинале на нив на било кое надпреварување. Додека еве сега ние колку да го критикуваме Саутгейт, нели, кога говориме веќе кај англичаните, сепак најдобриот тренер во историјата. Најдобриот тренер во поновата историја на од 66-та навака немале подобри резултати, иако трофеот е нели се уште мисловна именка за Англија. Ајде одиме со некој друг надпревар, значи тој заврши 0:0, не 3:0, 3:0 беше на пенали. Португалците и словенците одигра еден поинтересен надпревар ако го споредиме со овој претходниот, нели? Да. Со повеќе шанси, да. Отсутствуваше креацијата. Па да, иако има и португалците доста шанси, а и Шешко можеше да даде. Значи, да, за овој надпревар мораме прво да почнеме со пофалба за словенците. Наистина никој не очекуваше, ни најголемите оптимисти во нивните најлуди соништа дека словенците ќе можат до 120 минути да изиграат квалитетно и да издржат против Португалија, фаворитот меѓу најголемите фаворити на европското првенство. Имаше, како што спомна Шешко, две прилики, две подарени топки од искусниот Пепе кој веќе на крајот како годините се одигра улогата кај Пепе, така да но и Шешко, особено за првата шанси може да се критикува, тој можеше подобро да заврши, имаше време да се намести поубаво, но за втората шанса многу читав на социјалните мрежи дека го критикува Шешко, но навистина кога станува збор за 115-та минута за 20 годишен напаѓач кој игра прво европско првенство за неговата земја, мораме да пофалиме Диего Кошта кој потоа попосле ќе го покоментираме малку подетално. Кошта феноменално му затвори страната, знаеше дека фудбалер кој е деснак ќе шутира во десниот агол, така да феноменално му затвори страната, одбрани со ногата, така да за втората прилика на Шешко кога излезе 1-1, навистина и критиките можеби не се толку валидни, бидејќи пак има многу фактори кои доаѓаат, знаејќи дека што направи Кристијано Роналдо на другата страна на теренот, еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, промаши пенал. Знаеме дека пред него стоеше Јан Облак и дека тоа мислев дека е клучен момент подосна, значи одбраната на Облак на обидот на Кристијано Роналдо дека ќе им даде на словенците ветер во крвот и дека тие ќе бидат далеку подобри, тие испадна дека ако добро разбрав, ова е најлошото изведување на пенали во историјата на европските првенства, ниту еднаш не успеа да ја затресат мизата на Кошта, тој пак нели сега можеме слободно да го прогласиме за новиот Облак. Да. Но види, португалците се познати, јас тој во минатата недела кога ги коментиравме Португалија, кажав дека Португалија има 3 феноменални голмани. Значи кој да брани од пред се тие се феноменални кога станува збор за пеналите. Имаат изведувачи на пенали, навистина. Да, имаат изведувачи на пенали, но богата традиција на тоа. Да, па тоа е тактиката на Португалија. Португалија така и го освои европското првенство, така и од секогаш играла на европските првенства, кога не може да постигне гол, пеналите им се секогаш најдобра алтернатива, така да Кошта или Хосеса или Руи Патрисио, кој од трите голмани да брани за Португалија пенали, тие имаат одлични голмани кои можат да ги фатат пеналите, но мора да се признае дека и словенците начинот на кој ги изведа пеналите, движењето на телото сега се гледа дека луѓето не може да стојат. Да. Уште од првиот пенал кога Јосип Иличич за жал ќе беше многу епски, знаејќи го неговото минато и што се поминал тој фудбалер, ќе беше многу епски тој да го постигнеше и слободниот удар кој го имаше во продолжението, но и пеналот, но навистина сите 3 пенали беа на исти начин релативно изведени во средината на голот, не многу високо, не многу ниско, така да
беа навистина лесни за фаќање сега, да не испадне дека не го фалиме Кошта, тој навистина за фатиш 3 пенали поред треба навистина храброст и смиреност, така да одлична партија и за Кошта, кој и сега е веќе поискусен, тој на светското првенство како релативно млад голман се појави на сцената, беше многу изненадување кога тогашниот тренер го стави него меѓу стативите, а не искусните Патрисио и Хозеса. Тој продолжи на ова првенство, така да можеби не ова лето, но очекувам во иднина тој да се продаде, бидејќи е се уште играч на Порто, иако тој ја освои лигата со португалскиот клуб, тој очекувам некоја трицифрена милионска сума за да се продаде во некој од најголемите клубови во Европа. Ракишните интервенции, мислам дека дадоа неколку нули на да, неговото конто, да. Добро, оред. Сега да видиме на брзина значи двете репрезентации, победниците ќе играат. Ова е вчерашниот надпревар, разли треба. Не, ова се вечерашните, да. Да, ќе се навратиме на нив на кратко. Португалија, Франција. Да. Четвртфинале. Тоа ќе биде, претпоставувам, еден многу неизвестен надпревар. Според мене, мислам, пеналите повторно ќе решат. Па не би ме чуело искрено, бидејќи тука станува збор за две репрезентации кои не покажаа многу во нападот. Да, португалците дадоа 3 гола против турците, но да го ставиме тој надпревар на страна. Не е некој репер добар за тоа што изигра португалците досега. Тие се мачеа против чесите. Вториот нивен тим изгуби од Грузија, вчера се мачеа против словенците кои иако се квалитетни во одбраната не може да се споредат со французите, бидејќи французите се многу поквалитетни во тој сегмент, така да очекувам тесен известен надпревар без многу голови, бидејќи двете, како што кажа репрезентации, не се прославија пред голот. Така да за разлика од Франција и од Германија и Шпанија кој е другото четвртфинале во тој дел од групата, очекувам доста по-досаден надпревар, да кажам. Кога станува збор за потоа ќе ги коментираме, може сега да се префрлиме и на тие вечерашни надпревари, од Холандија, меѓу Холандија и Романија, и Австрија и Турција. Ова вториот, ја мислам, ќе биде добар надпревар. Да, квалитетен фудбал. Романија, Холандија очекувам да биде слика како што беше и на надпревар меѓу Португалија и Словенија, па и Грузија, Шпанија, односно Англија и Словачка, каде што аутсайдерот ќе се обиде да нападне на контри, иако Романија покаже дека може да игра и дека не мора да напаѓа преку контрите, дека може да и преку посет да креира нешто, ти има доста брзи крила и Драгуш во нападот имаше добра сезона во Трабзонспор, така да романците имаат интересни фудбалери кои може да направат штета за Холандија, која не беше баш сјајна во одбраната на претходните 3 надпревари, иако на лист хартија ти имаат феноменални. Не беа нешто претерано. Па да, но во одбраната имаат доста грешки, барем во нападот нема некои поголеми. Да, но тука има еден куп на полуталентирани, јас би рекол, фудбалери како Депај, Гакпо, кои се добри можеби во своите клубови, но добро, Гакпо во друштво надалеку поголеми звезди тие играат. Да. Добро. Гакпо добро, беше веќе во системот на клопи баш не се вклопи баш како што треба, ќе видиме сега Арне Слотен, нов тренер на Ливерпул, дали ќе му даде слобода. Гакпо играч кој му треба слобода на тоа лево крило, тој во ПСВ беше најдобар кога имаше слобода, кога можеше слободно да нападне 1 на 1 против одбранбените играчи. Депај, за жал, неговата кариера секогаш ќе биде поврзана со тие тешки повреди, скинати лигаменти и слично, така да Джави Симонс им е светлата точка во нападот, но одбраната, иако на лист хартија е квалитетна, тука и Ван Дајк, тука и Деврај, уште не ми е јасно зошто Деврај е пред Деликт на стоперската позиција, но ете, тоа се прашања за селекторот Куман. Дамфрис, Фримпонг, тоа се двајца офазивни десни бекови, левите бекови се исто така доста квалитетни, така да средината е најголемиот проблем за холанѓаните, тоа се знаеш уште од самиот почеток на надпреварувањето, тука го нема ни Де Јонг, ни Купмаерс. Рейндерс е оној кој ги замени нив од нигде никаде, не се очекуваше тој да почне од самиот почеток играчот на Милан, но ете, холанѓаните се фаворити,
Романија е исто така едно од најголемите изненадувања, тие со 4 поени помина таа група на смртта против Словачка, Белгија и Украина. Додека пак Австрија и Турција, ова можеби најзадначениот надпревар во првата нокаут рунда, можеби споредбено со Франција и Белгија, но Австрија и Турција, двете репрезентации покажа дека играат квалитетен фудбал, особено Австрија. Лично мене австриците ми оставија најголем впечаток од оној вторет на репрезентација кои што нели се борат за европскиот трофеј. Турците има осцилации во игрите. Знаат да бидат и добри, знаат да бидат и прилично лоши. Ќе видиме како ќе биде вечерва, особено што австриците покажа голема константа во играта. Да, значи Австрија и пред надпреварувањето завасеше за оние Dark Horse што ги кажуваат по англичаните, експертите низ Англија, така да Австрија игра многу квалитетен фудбал, тоа може ги изненади повеќето, бидејќи тие играат офанзивен фудбал, тие не се репрезентација како украинците, како турците, како Романија, кои калкулираат со играта. Да, кои премногу калкулираат, тие не се плашат воопшто од противниците и секогаш гледаат да нападнат и да секогаш ги знаат кои се слабостите на противникот, така да тие играат без никаков страв, иако на лист хартија можеби Турција има малку поквалитетен состав, знаејќи споредбено играчите еден против друг, кој во кој клуб игра на клубско ниво, така да но во играта и начинот на играта мора да се пофалат Австрија и нивниот селектор Рагник. Списоците со играчи не победуваат сами се, победува играта. Тоа особено важи за Европско првенство, каде што и главните звезди се, мораме тоа да го потенцираме, најуморни, тие се најпрезаситени од фудбал, бидејќи играле практично до вчера за клубовите. И за крај може да коментираме дека победниците од двата надпревари, од овие два надпревари се спојуваат еден против друг, така и тоа ќе биде интересно. Фаворитите според она што според она што го има и во кледониците и според експертите е Холандија и Австрија, тоа би било исто така еден доста изедначен дуел во четвртфиналето, што потоа налетуваат на победникот од Швајцарија и Англија во полуфиналето, така да една екипа од овие тука можеме да видиме и потенцијален финалист. Да, тоа бидејќи според мене, иако тоа би звучало малку помалку реално, но очекувам еден од Австрија и Швајцарија да биде финалист. Тоа е мое очекување, мој предикшн како што се вели. Австрија и Швајцарија се најголемите изненадувања на едно бидејќи тука англичаните требаше да бидат нели најголеми фаворити, но нивната игра барем до сега закажува. Сега ако Саутгейт не направи нешто драстична промена и го извади Фил Фоден конечно да игра. Можеби или ако се заекне со неиграњето на Фил Фоден, можеби и ќе ги прокоментираме подетално баш англичаните кога ќе се кулминира ова, кога ќе завршат и денешниот надпревар, токму може и утре или заутре да се посветиме на токму на четвртфиналињата, па и можните полуфиналисти. Утре ќе го правиме тоа, нели, ќе говориме за сите четвртфинални надпревари. Но тука е крајот на денешното издание на оваа наша емисија посветена на овој наш извештај на Европското првенство во Германија. Се гледаме повторно утре.